Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни. Заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот. Заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели. Заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме. Лицето на светот е лицето на Палестина. Удавена во крв, украдена, ограбена, окупирана, обездетинета, масакрирана, изгубена, однесена, разнесена, а толку вознесена, нескршлива и горда. Никогаш со кренати раце до следниот пункт, до другиот крај во истиот кафес, со кренати раце во низа, еден по еден, денес. По Холокаустот и Хирошима и Нагба, по македонската Голгота во Егејска, по Виетнам и камбоджанските полиња на смртта, по Сабра и Шатила, по Вуковар, Сараево и Сребреница, по Руанда и Афганистан, по Ирак, Либија и Сирија, пак Газа и ужас без крај. Истата приказна. Секогаш истата приказна. Страшна, пострашна, најстрашна. Ист судија, друг джелат. Никогаш со кренати раце, без куфери и спомен на она што било дом, со клуч на реверот од урнатата куќа, знаеш, нема назад штом тргнеш со кренати раце таму, на другиот крај, во истиот кафес. Не е така. Не денес, не во Палестина. Палестина е лицето на светот. Раскрвавена, расцепена, камшикувана, бомбардирана, немоćна, сама пред она што беше свет. Фашизам или ционизам толку исто, толку брутално, толку крваво, лицето на светот, оклештено, скаменето, ужаснато, посрамено. Палестина и палестинците, убиените, осакатените и поулавени палестински деца, поулавени од бомбите и смртта. Мамо, ке не заболи од бомбата или ке умреме без да боли? Сирачињата на Палестина, тие ќе ви судат. Еден по еден, во низа, со кренати раце под палестинското знаме, развиорено, пркосно на турнатините на слободна Палестина. Најголемиот музички менаџер во историјата, поголемиот големиот Велибор Џаровски Џаро, таче, со глава комодна писта, го промовираше бендот на следната деценија, наречен Фатмир и Фатмир. Значи, нема повеќе Денис и Денис.
Нема повеќе Дюран. Сега се само Фатмир брат и брат Фатмир. Значи Фатмир брат и Фатмир брат. Двајца Фатмир. Едниот Фатмир е од СДС, другиот Фатмир е од ДУИ. И сега мене тука ми е малце многу скокотлива работа, како да ви кажам. Сега хем има Фатмир во СДС, хем има Фатмир во ДУИ. Ова ми изгледа ко Джаро да го наместил. Поточно реков ми има поголем од него Таче. Поточно оние кои што го насадиле Таче да биде менеджер, мислите Таче толку паметен, па него ќе му текне што да направи. Не се. Овој бенд, Фатмир и Фатмир, сигурен сум ќе ја освои за многу брзо и кратко време светската музичка сцена со многу нови хитови кои што ја имав прилика, нели, ексклузивно да ги чујам. Например, еден од хитовите кои што ќе биде, јас се надевам, долго време на врвот на светските топ листи ќе биде песната Еден тендер, песни рој. Знаете, она се сеќавате на рефрена. Еден тендер, песни рој и така натаму. Потоа исто така во албумот има една феноменална песна која што се вика Тендер одев мајко, порно ми беше. Исто има и друга песна една, а таа исто од добар кавер направен, се вика Тендер данју, тендер ноќу, тендер тој е се што хочу. Мислам, да не продолжувам, ја знаете како иде оваа песна. Има исто тука голем хит, ја мислам таа песна минимум 40 недели ќе се задржи на врвот на светските топ листи, а песната се вика Мала група Тендера. И уште десетици нови хитови на тема тендери, мито, корупција и грабеж, нели? А и за кои други теми би се пеело, мислам, денес? Што е друго поинтересно од тоа? Нели? 100% сум сигурен. Ма до јаја сум сигурен. Дека овие песни ќе предизвикаат делириум во наредните години. Ма каков делириум бе? Сите нас ќе не изместат од еквилибриум. Ке ни клапнат ушите, ведите, ке кукаме, ке плачеме по нив. Ке вадат жените прслуци на концерти на Фатмир и Фатмир, вака ке фрлат гатичките влажно. Тука на Фатмир ке му се залепи гаќата на некој фаца, ака флак, тампонот од друга страна, флак. Во тоа може тампонот да му влезе. Ама толку тоа, таков транс ке биде, Битлси бурек да јадат за нив. Ке се плаче и ке се кука. Да, ама ке се плаче и ке се кука и по илјадниците евра државни пари што ќе отидат во етер. Во ветер. Односно во нивните джебови како тантиеми за добро наместените тендери. И кога се пронесе веста дека се појавило музичкото дуо Фатмир и Фатмир и дека нивниот менаџер е Таче, дошло до општа хистерија, а нивните опоненти денешни, како Дуа Липа, Бебе Раджа, Дино Раджа, Рита Ора, ке мора да почнат штрајк со глад, затоа што кога ќе слушна дека веќе ниеден музички тендер и покрај нивните гласовни и телесни можности нема да им помине, готово, падну у депресија, по 10 диазепама на ден хелекси. Значи, недостижни ќе бидат Фатмир и Фатмир кои ќе се појават. Сега, јас од извори блиски на Аца Лукас, слушнав дека кога Аца Лукас слушнал за бендот Фатмир и Фатмир, знаете што рекол? Рекол, шо бе? Мојов дилер пропеа, мислејќи на малските другари од фирмата за снабдување со продукти без ДДВ. Но затоа пак големите американски музички студии и продуцентите Jay-Z, 50 Cent и David Guetta се нафатиле да ја продуцираат нивната прва песна Фелемен Дерит, брат. Иако Ристо Бомбата и Ѓорѓи Крстевски како носители на листите на ЗАМП го имале тоа веќе рамковно обработено како нумера. Готово, бидна, попапала маца. Јебеш Северна ако те продуцира американски продуцент. Тоа се бара на Балканов, бе. Само Амери. Носечка песна на албумот ќе им биде Ангела Душа од познатиот македонски лекар и киропрактичар Зоран Ванев.
Но верзијата на Фатмир и Фатмир ќе биде со насловот Анџела Кале вика само мас ме јале, демек не биле они за ќутек како познати шекобици поп-старс. Спотот ќе се снима во продукција на 1:1, затоа што останале уште средства од тендерите на Зоки во свадбената сала, што ја изнајми лотарија за 2 милиони еврики, а спонзори ќе бидат аеродроми на Северна Вукојебина, начело со феноменалната Гестар Милкие. Се планира и дует со неа, во стилот на Лепа Брена, со преработка на незината песна Ситније, миле ситније, која во верзијата на Фатмир и Фатмир ќе се вика Милкие, таче, Милкие. Во спотот ќе настапат и познатите пилоти од Арачиново, кои ќе преработат една песна од белградскиот бенд Пилоти, као тендер на мом длану скакучеш. Инаку албумот ќе содржи 10 композиции со една бонус која ќе ја издадат после избори. Феноменално осеќам се, така ќе се вика таа песна, посветена на излетничкото место Идризово, во која ќе се одржи летната турнеја, но ќе продолжи со есенска, зимска и така неколку години поред, која ќе дојде наред новиот албум за снимање, кој ќе биде со филмска музика и ќе биде наречен Што сум дигал рака, бе. Нели по мотивите од филмот Тетовирање на Столе Попов, кој нема врска со приказнава, ама некако мислам дека ќе пеат илјадници македонци, албанци и други кои искрено ќе ја мразат музиката на овој бенд познат како Фатмир и Фатмир. Ќе заборев. На турнејата ќе оди и менаџерот Таче. Да, не го оста он бендот така сам да шета. Да, подрум одев, сам подрум шетав. Не, и Таче ќе си биде на турнејата како продуцент, како и голем дел, мислам, од екипата за концерти и тендери што е околу него, така. Па, Фатмир и Фатмир, па партмир. Псе ја? Ова е мојата пријателка, кравчето шеќерна, така си ја викам. Баш да со шеќерна си разговаравме, си правевме муабет и дојдовме до неколку заклучоци за сегашните скопјани и скопјанки. Какви се тие? Например, жените бараат богати и згодни мажи. Добро, тоа не е нешто непознато, ама проблем е што денес и барите и мажите бараат истове. Богати и згодни мажи. Добро, а и по новиот деловник бараат и богати и згодни жени сега. Абе, секој за секого знае до кај му е джебот, тоа е проблем со градов, бе. Абе, одма вака кој се појавиш, одма те скенира, знае колку вредиш, бе, знае колку железарија имаш у джебот, тоест колку девизи имаш у джебот. Абе, ко бев копилј, бе. Ко бев копилј. Абе, девојка немаше шанси да признае дека е сабџика. Срамота беше, бе. Ке и се смее пола Скопје, бе. Така вика. А денес се фалат со тоа. Ги заболе дунда дека и се смеело пола Скопје. Тогаш ретки беа мажите што сакаат да прелажат богата девојка или жена за да живеат на незин грб као паразити. Денес врие такви мажи. Знаете по која формула работат? Сега ќе ви каже Чичо. Ова за жените поише важи да знаат муживе како ги муваат овие што се лепушкасти со плочки, така латино фраери, Антонио Бандерас. Сега Чичо ќе ви каже. Знаете што прават овие фраериве? Паразитиве. Прво ја лаже цурава дека работи некоја важна работа за јака плату, некоја јака фирма. После кој ќе ја смува, ќе почне као да ќе покани кај неа дома, ќе почне да живее со неа, едно време ќе го види оваа секоја сабајле дома е и ќе му рече зашо не си на работа, ќе рече абе види дадов отказ, пошто не го заслужуваат нели него на работа, пошто е многу вреден. И така он останува дома, оваа работи, заработува добро цурава, а они го шета куќето умало. Многу такви гледам ја умало, куќињата на цуриве нивни им ги шетаат. После дека е слободен, нели, може ако е женава, нели, окей, разведена со дете, може и го зема детето и од школо. И нормално си живее на нејзин грб у наредните години. Па и мајка и може ја вози на депилација, бе, да, па и тоа е дел од тие овие активности што еден
современ скопјанец домазец со плочки на стомакот, нели, ги обавува за да живее на грбот на неговата сакана партнерка. Да, мора да ја вози понекојаш и мајката на невестата на депилација, да не се оладеле нозете, да не се збрчка кожата. И Шизиков на батерии прави филмови на цуцава, нешто дека луда ја сака. Ти си ми една единствена, знаеш, немам друга, верен сум ти, бе, као куче сум ти верен, бе, као куче, бе. Она Джукелано нешто гледаш, не е поверна од мене, бе, као куче сум ти верен, бе. Гинам за тебе, ма, гинам. Арно, ама, кој ќе замине оваа саканава негова на работа, он одма дзеврц со телефонот и се јавува на друга, и у некој од скопски во овие маливе хотелчиња, да не кажам некој потежок збор. Што мислевте ви, дека се толку вака фини, екстравагантни. Али, најлуди мужи се оние што пред да влезат во кафиќ ги вадат бурмите и ги ставаат у джеп скришно, да не ги видат, бе. Знаеш, пред да влезе у кафиќ, вака ја вади бурмата, тура у джеп и влага у кафиќ и почиње на некоја цура одма на шанки, прво ги почиње со рацете да ја објаснува академик. Знаеш, баш супер што те сретнав, многу си згодна, што работиш ти обично, 10 пути да види дека нема бурма. А таму и джеп. А инаку куп жени знае дека мажите им се неверни. Ама да ви кажам право, ги боли сливата, пошто редовно добиваат јак джепарат за мир у куќа. Сите бараат искреност, али само декларативно. Глумат лудило и се гледаат у очи. Инаку, знаете и сами, во суштина, искреност никој не сака. Точка. Сите смислуваат глупи оправдувања за било што. За ситници, само да те мува, да те вози, да те лаже. Жените се жалат немало нормални мужи. Мажите се жалат дека жените се распрдени. Со преголеми очекувања. Знаеш, чекаат принцови. На крај ќе им дојде само конјот. Уште ако е слеп на едно око, дамбетер. И така, ако им дојде таков уствари место принцот конјот, чор на едно око, може да останат и сами, ке си рече, па, ова не е оно што јас го очекував. Јас очекував принц. Не е чора мазга на едно око. Башка, може и подобро да не дојде принц, бе, на таа што чека принц, оти денес, во денешно време, овие принцовите се најчесто пешковци, бе. Пешковци, бе. Ако не се пешковци, тогаш се размазени мамини синови и на 40 години живеат со мама, тато и спијат со бату у детска соба. Тоа. Па куче едно, бре, од улица има поише достоинство од нив, бе. Не се знае овдека веќе во Скопје кој е полуд, кој е пое сабџија, мажите или жените. Сите се као верници. Сите се верници, бе, не е нормална работа, бе. Сите, ти кажа, верувам во Господ, постира на Фейсбук, икони, светци, слики од слави. Луда работа. Мислиш ова живее по сите Божји заповеди. Дури има смислено плюс 5 и 3 од ДДВ. Овај 3 гратис, како се вика тоа. Дека е препуна со Божји заповеди. Тоа за предјавност. Навечер, кој ќе излезат, бе. Договараат оргии, свингераи, бе. Гледам сега, пак тоа по тие, како се викаат извештаите, и Сида пак ни се појави. Јас нема едно време, исчезна, ја реков, оваа Сидава си отиде, више нема да се... пак се појави. И сега што правиме? За херпесот и сифилисот у Македонија, уста да не отворам. Трипер, капајца, шо и тоа. То се вена, фрлено на блуд и разврат, бе. И што е тоа неставање кондоми, бе? Не им е срам. Мисла дека за време додека го стават кондомот, дека ќе загубат ерекција. Глупи мужи, толку се мужите немаат самодоверба, до толку, бе. Трипераши. Добро, тие се екстра класа, шо буржуазија, недопирливи, на друго небо.
А има и жени што за да ја збариш мораш да им понудиш кока. Има такви у кафичи доаѓаат кај жени, вика, ако сакаш да се симнеме малку доле, да шмакнеме кока. У наше време тоа го немаше, ние кога бевме, да кажеме, 25, 26, 27 години. Кока, тоа му е начин да ја пристапи на женска, значи не размислува како да ја пристапи, да ја шармира со некоја штос, со нешто духовито, со нешто така. Ако сакаш, ако се симнеме доле, шмркне малце кока. Тоа ве луѓе, да си знаете, на шеќерна и објаснив, генерално парата го врти ноќниот живот во Скопје. Парата склопува врски и бракови, да немате дилеми. Не клеца ни упорниот, ни убавиот, ни шармантниот, посипај ги со пепел. Клеца богатиот. Не мора ништо да прави, ако има пари, може да биде глуп. И пак ја однесе у кревет сурата. Нема потреба да ја шармира. Абе, глуп дебидус може да биде, уста да не знае да отвори. Азбуката до трета буква да ја знае. Ако има пари, сум видел, најтешки глупости да каже, она се кљафти, се кревели. Джабе ти е све. Ни да ја шармира, ни да ја засмее кој што треба, може да е сам женет или со деца, нема врска бе тоа каков е. Глуп женет со деца, ако е богат, на ниту една не и пречи каков и да е. Не мора да крие ни бурма пред да влезе у кафуле. Кога имаш пари, жените ти наоѓаат квалитети, а кога ги немаш, ти наоѓаат само мани. Стара скопска. Ако си голтар, ќе си бидеш сам, па биди ако сакаш и Никола Тесла. Се овде во градов смрди на препич и лицемирие. Абе, труе! Шо би рекол Пантич од славниот филм Тесна кожа. Ево вам паре! Ево вам паре! Дупе вам зинуло за паре! На паре! Ево вас паре да вас ево. Деновиве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обраќа на еден копил. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Не бе! Па, оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот прима. Го прима. Добре. И се би било тоа окей, под девизата, нели, младост, лудост. Нели, се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир бе, дечки, да не го прават чипсот бе. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите бе. Абе, не бидете толку не бидете ко да бе правил овој глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи шо бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари, бе 10 пати помалку од 400 денари. Односно, според пресметката, овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот. Какви тартуви, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу са издишаним пневматицима.
400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој, овој како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример ти донеса, кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра бре, лименка бе. Абе, 7 психијатри треба да бе прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај Гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме за тоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, у нова амбалажа го ставивме во лименка да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш с кршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, тоа ви е мистеријата. Од кај сега салеп па солен? Зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благо, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме сале, бе. Абе, секој дневно голтаме сале. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеп на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе. Органска работа. Ќе се исуши. Можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа, ама капка, не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно и грците тоа, каков салеп е да им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, мрамраско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од Преспа. Од толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се вратија после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салепот назад. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп.
Ма чути што ми текна! Чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фейсбук. И децава е убаво да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не тамо некои вештачки глупости, таки сприма го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека можете нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја до душа за тоа прв па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текне, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така. Се е бело во град и во село. Ама појќе е бело ко си на село. Се е повеќе бело на село. Со таа мантра 10 дена пред да заврне снегот, го дрвеше етерот, познатиот Алиекспрес метеоролог и струшки тепач Славчо Поп, без да пријави дека всушност гледа прогноза на професионален метеоролошки модел Нотас на професорот Спиридонов од ПМФ. Каква држава, такви и метеоролозите. Па добро е што Славчо прогнозите за снегот повеќе не ги дава според баба му кога ја врти коленото и кога дедо му го фаќа половината, туку гледа у компјутер и чита. А кој чита зло не мисли. И така снегот беше најавуван 10 дена од славета, ама Македонија пат, како и во задните 30 години, ја заболе уво и за прогнозите на Славе, и за прогнозите на Каменко, и на не знам кој, и на Радко, и на Златко, и на Млатко, на сите бе. И по илјадити пат Македонија пат ги остави граѓаните да мрзнат по автопатиштата заглавени, нели, од тоа белото на село. И тогаш излезе главниот директор, кој пред тоа шеташе на 10 функција, беше познат и по некои написи за родово наследство, така што и со целиот симпатичен сурат на народот му порача дека немало они што да чистат снег, а требало народот си купи зимски гуми. Ало, челови! Знаеме дека имаш арам плат од 150.000 денари, ама да те прашам бе, од кои пари бе народа да купи зимски гуми бе? Па на нему оставивте ти и твојата партија заедно со дуини ебан денар на народот бе. Го соголевте до гола коска. Абе, турлак, знаеш зошо бегаат младите во странство? Затоа што некој како тебе зема 3.000 евра плата, а тие се хранат со 140 денари на ден милостина. Абе, се искрадовте бе. Абе, бришка направивте, пустина направивте од државиче. И што се животе на мекај пката. Немал народот зимски гуми, а мајката. Па ги даде народот парите за зимски гуми што му требаат, за да купи нови пасоши што не му требаат. За да може вие потоа да ги раскрчмите тие пари на избори, за да подкупите она малку глупаци што остана и што ви веруваат на економските мерки. СДС и ДУИ и економија, магари е музика, а Рачинова и пилоти, Баба Вања и Христос Стоичков, абе врска немате. Абе врска немате. Абе од таквото подалеку не знаете. Ама кога крадете бре, немате Исав бе. Ни чувство, ни сочувство. Абе, у состојбе сте на мртвец сандукот да му го украдете. Мртвецот, извади го или со тоа, со багерче, мало фрли го, сандукот. Реди тегли ајбар у него, туршија у подрум. До толку бе немате гајле. Него, кога сме веќе кај смртта, кај таа најголема непознаница во животот, најголема мистерија смртта. А таа ја има нели многу у последниве години кај нас. Се извинувам што сум малку некултурен да прашам. Нали
До каде сте бе со истрагата за крадењето скапи лекови на онкологија од болните кои ги платиле од свој джеп, па им давале водичка наместо лек? Не, стварно, до кај сте со истрагава? А? Ги викнавте бе оние од царина да ги прашате како и кога тие лекови биле шверцувани на Косово на црниот пазар? А? Еве, деновиве гледаме дека на истиот пазар имало и фалс евра од Македонија. А? Све проаѓа по нашата решето граница. Али затоа, од доверливи извори знаеме дека нашите цариници успешно запленуваат ботокси и филери на граница. За овие лековиве и скапава биолошка терапија не се фалат, ама дека фаќаат ботокси, филери, фаќаат. Знаеме дека нашите цариници тие ги фаќаат. И имате осомничени бе, торлаци, некој сомнителен директор, министер, раководител, а? Имате? Од истрага уште трае, и трае, и ќе трае. Затоа и формиравте комисија, за да трае до недоглед. Освен или, кој што е кај нас обичај, да му ја префрлите вината на оној дечко на што наплаќа паркинг на клиничкиот и го пуштил возилото со украдени лекови да помине, нели, под рампава. Колку заебаате, бе. Имате огледало дома? Во тој скандал се вмешани гарант десетици луѓе од врвот на власта, бе. До кога ќе ви трае истрагата? Или си викате, секој чудо за 3 дена у Македонија. Народ со избушена хард диск меморија. А? Ке чекате да заборавиме на случајот? Па да беше овој скандал во Кина, во Јордан, во Катар, во Саудиска Арабија, во Сингапур, во Индија, во Иран, до сега ќе стрела или ќе обесеа пола државен врв од министри до директори на болници, бе. И братот на шеикон ќе го обесеа ако чепне лукасата, бе. Затоа што тоа се нормални држави во кои што се знае редот. Не се помочани демократии во кои најголемиот полуписмен жган владее со честните и умните. Само едно му префрлам на народот, што помнењето му е краткове, 3 дена му трае. Ма какви 3 дена? 3 секунди му трае како на златна рипка. За правдата да дојде народот треба да има долго паметење, да памти како слон. И години да поминат, и децении да поминат, да им памти за злото и да ги изгази со нога дзрските да им излезат кој ќе дое време за тоа. Ама основното е да памтиш, да имаш меморија. Да се сетиш на сите зулуми што ти ги направиле. За се. И за колку луѓе што умреа без потреба во короната, и за тие што изгореа по на модуларни болници, за тие што изгореа во автобусот, и за парите за вакцините во Хонг-Конг, за подмитените избори 2020, за пасошите на белосветските криминалци што им ги издаваа нели нелегално, за 5 милиони евра кога се продаваш името, за секој ден, секој скандал што се памти, сите овие 365 дена годишно помножено со сите години на власт на СДС и ДУИ, и да се лежи за сите арамилаци, не за еден, не за два. Тоа време треба да дојде. Старите наши велеа, што не било, ќе биде. Затоа треба да се памти, да се помни. И за некои работи што се случува и деновиве, затоа што со овие гавази нас дома може истото да ни се случи, бе. Ѓаволот само што не ни чукнал на врата. А ние глумиме иднина, сегашност некоја, што никогаш нема да дојде. Не бива така. Македонија и сообраќај, магаре и музика. Физкултура и некултура, селјачизам и алпинизам е страшно. Ке ми речат, Сашо, како може народот да го нарекуваш, нели, говеда? Не народот. Кој ќе се препознае од народот е говедо, бе. Сибирско говедо. У превод тешко говедо. Абе, говеда, дали сте нормални, бе, по главни улици во Скопје да возите 150 на час, да се тркате, да дигате мотори на едно тркало, бе. Па малку ли деца изгазивте на пешачки премини, на секоја раскрсница има по еден споменик на некој невино дете, бе. Ако имате мало куре и сте фрустрирани и сакате да покажете моќ, одете бе на обиколница, тамо Ринг Роуд, па дигајте, додека не се утепате, додека не се забиете у некој зид.
Веруете, сите што ве гледаат ве колнат, ви пцујат, мајка селјачка ви посакуваат да висите на бандера на некролог. Никој не вели и види го Мангупов како е кренал моторов. Умре тоа одамна. Прво, немате совест, второ, мислите дека ќе пројдете неказнети со нашево корумпирано судство, но не знаете дека по изливот на адреналин од неколку секунди ве чекаат години финансирање на адвокати и судии кои ќе ве сотрат затоа што ви поклониле 2 години затвор. А и тамо не се знае со кого ќе паднете у келија и каква ќе ви биде кофата за голема нужда. Ало бе, моторџи, тркачи со скупи аута, не се вози по патека за велосипедисти. Ало, велосипедисти, не се вози по тротар и сви во обратен смер. Цели сте наопаку бе, и овие со електричниве тротинети. Шиба по пешачка патека. За кој мој ти направија бе ти на електричниот тротинет, ти направија велосипедска патека? За кој мој шибаш кај што се сеа пешаци бе, деца мали тука? Удирате у деца, доаѓаат брзи помоши. Има некој нормален бе тоа да го санкционира, да воведе ред кај тие со електрични тротинети што се, да мора навечер да биде нели светла да му светат. Да не шибаат со слушалици уво бутнати, нит гледа кај вози, ни слуш, знамо напред вака гледа. Некој дете од страна, ако му излета со тоа слушалица, нема да го види, бе, ќе помине преку него. И без кацика по тротари во обратен смер, па после паднал, му пукнала главата колубеница, удрил трудна жена со бебе, па само на 5 метри тие твојата патека бе говедо едно. Ако не се грижи за другите, грижи се барем за себе, толку ли сте говеда се обратно да правите? И овие возачи, исто говеда. Не се паркира кај што ќе се стигне бе, на тротоари, на зелена површина, на патека за возачи. Има луѓе бе со посебни потреби, не може да стигнат до лекар заради вас што сте се паркирале тамо само за да завршите некоја работа. Денес 100 завршени работи од 100 селјачишта го блокираат целиот живот на луѓето во колички, на мајки со мали деца, на стари изнемоштени лица. Јеби го, светот е ваш бе, го знаете министерот или швалерка му, блиски сте со премиерот, имате врски у сообраќајна полиција, или полицијата јаде на ваша сметка, на сметка од ваша фирма, ево те па, тоа е големо достигнување. Па вие сте бе вундеркинзи, колку што Заев е нели Нобеловец.